Почитуван генерален секретар, господине Шток, почитувани представници на медиумите. Чест ми е што нашата држава годинава е домаќин на јубилејната 50-та Европска регионална конференција на Интерпол, токму во годината која Република Северна Македонија одбележува 30 години членство во најголемата светска политичка организација. Најнапред затоа што овие 3 децении се сведоштво за нашата посветеност и подготвеност за активна глобална политичка соработка, континуирана размена на идеи, оперативни податоци, заеднички активности, чија цел е глобалната безбедност преку поврзување на полициите на едно глобално политичко семејство. При тоа последните геополитички слушувања на глобално ниво надополнети со дигитализацијата и технолошкиот развој покажа дека сме исправени пред софистицирани заеднички безбедносни предизвици, кои бараат и заедничка одговорност, дружен пристап и обединети напори. Од друга страна, факт е дека Интерпол е клучна организација за обезбедување на глобалната безбедност, наш сериозен партнер за соработка, за размена на информации и обезбедување на синергии меѓу многуте глобални и регионални напори и иницијативи. Како членка на Интерпол, нашата држава меѓу првите се поврза со глобалното политичко семејство со цел размена на информации помеѓу членките и генералниот секретаријат, како и директен пристап до глобалните криминалистички бази на податоци. Но ние како држава и придонесуваме кон меѓународната политичка соработка, која што оваа организација ја негува. Ова се остварува преку континуирани активности на работни групи и динамично учество во тековни проекти, како и користење на сервисите и алатките кои што се достапни до сите 195 држави членки на Интерпол. Нашата посветеност кон Интерпол се одразува во бројни активности на национално, регионално и глобално ниво, а нашите заложби се насочени кон размена на круцијалните податоци за поддршка на истрагите ширум светот. Континуирано се фокусираме кон аплицирање на модерни методологии што ќе обезбедат исклучителна и ефикасна превенција, примена на најиновативните решенија за полициски безбедносни прашања, а со тоа и зајакната борба против глобалниот криминал. Во контекст на одбележувањето на 100 годишнината на Интерпол, би споменал само дел од многуте успешни активности и операции во последните неколку години кои што се спроведени во оваа воспоставена соработка. Националното централно биро на Интерпол во Скопје во рамките на МВР континуирано разменува оперативни информации, сознанија и податоци во областа на меѓународните потраги по лица и возила, насилниот криминал и тероризам, финансискиот криминал, недозволената трговија со дрога и оружје, проверки за оригиналност на документи и идентификација на лица. Нашето министерство активно учествува во оперативни акции кои што се координирани од Генералниот секретаријат на Интерпол, насочени кон воспоставување на механизам за размена на податоци за сомнителни профили на или лица инволвирани во терористички активности кои ги користат мигрантските рути заради полесно инфилтрирање, како и за употреба на импровизирани експлозивни направи. Интензивно се одвива и соработка со странски полиции во споделувањето на податоци заради поуспешно справување со актуелните предизвици во областа на кримчарењето на мигранти, трговијата со луѓе. Во рамки на една од овие операции на Интерпол беа идентификувани трансконтинентални рути за кримчарење на мигранти, трговија со луѓе и илегални мигранти, спроведени контроли на гранични премини и инициирани нови меѓународни истраги. При тоа во нашата држава беа идентификувани 270 илегални мигранти, а воедно беа инициирани 5 меѓународни истраги со Србија, Турција, Грција и Пакистан. Согласно националната легислатива, континуирано се вршат проверки на увезени странски возила во државата, со база на украдени возила и се превземаат понатамошните активности кај возилата кои се предмет на меѓународна потрага со цел нивно враќање на нивните легални собственици. МВР во соработка со Царинската управа учествуваше и во глобалната операција Карбек на Интерпол со цел справување со криминалот со возила и разбивање на транснационалните мрежи кои профитираат од оваа активност. За време на операцијата беа извршени повеќе од 1500
проверки и прегледи, односно претреси над селектирани лица и моторни возила, при што беа одземени 10 возила под сомнение за фалсификат, од кои кај 5 од тие возила се потврдија сомнение за фалсификат. Би споменал учество во уште неколку заеднички операции. Едната е насочена кон сузбивање на криминалот со дивиот свет и нивната илегална трговија, како и за борба против недозволената трговија со културни добра, при што беа лишени од слобода повеќе македонски државјани, кај кои беше пронајдена опрема за нелегално искупување и предмети од културно и археолошко значење. Ова е уште еден показател дека борбата против целокупните современи глобални предизвици е зајакната, е поуспешна, е поефикасна преку неопходниот глобален и регионален пристап, активна оперативна соработка и заеднички стратегии во делувањето. Особено имајќи ја предвид геостратешката позиционираност на нашата држава, во која се вкрстуваат и многу криминални рути, поврзувајќи го истокот и западот. Со оглед на активноста што МВР има на полето на регионалната и меѓународна соработка, како и на спроведените сериозни реформи во институцијата, можеме да се пофалиме со намалување на криминалитетот, постигнатите резултати кои што се најдобри во изминатите 30 години во справување со современите безбедносни предизвици, како што се недозволената трговија со дрога и оружје, нелегалната миграција, кримчарење мигранти, трговијата со луѓе и слично, и придонесе да бидеме оценети како кредибилен партнер за соработка и пример во регионот. Ви благодарам на вниманието.